Благодарам, председателя. Колешка, ја не ви разбирам. Излеговте со предлог за закон врз основа на моделот или концептот за минимална плата на ВМРО-ДПМН. Ворете. Дали имаме согласност за 18.000 минимална плата? Имаме. Сите го кажавме тоа. Дури и тврдиме дека треба да биде поголема. И вие, и ние. Зошто го велиме тоа? Бидејќи условите се менуваат. Ја нема сега да ве замарам со податоци пондерирани со текот на годините, да ви докажам, а можам, еве после со останокот ќе ги достам податоци и ќе видите дека порастот на платата во номинален износ во времето на ВМРО-ДПМН или мерките на ВМРО-ДПМН што ги направиле, давале некаде помалку, некаде повеќе, некаде идентичен резултат со мерките што се направиле тука. Во апсолутни износи се многу поголеми ради периодот кој што е спорелив, 11 со 5 години. Но сега имаме други услови. Сега сте четврти, како што кажавте, најсиромашни во Европа, не стават една како најкорумпираните земји, да, дојдовме се некои ваши представници се фалат со тоа што наместо 111 сега се 96. За мене се тоа поразителни бројки. Имаме ситуација каде што еден серија на експерти, неколку пати го имаме тоа кажано, како резултат на ковид кризата и мерките од ковид кризата, 1 милиарда се потрошени. Немаат или мал или речиси никаков ефект. Јас не го кажав тоа, можеме да ги споделиме, просурфајте ќе ги видите. И тинтек организации и анализите го кажа истото. Имаме огромни средства на капитални инвестиции кои што се неискористени или кредити што се повлечени, каде што сега исплаќаме огромни суми на камати, бидејќи тоа што не се реализираат или некој не сака да ги сработи. Она што ми беше поентата, дека мојата сопруга или вашиот сопруг, кога ќе влезе во маркетот, илјадарката веќе не е илјадарка. Цените се драстично поскапени. Станува збор за поскапување и ценовни скокови што ги немало од 80-те години наваму. Еве ова што многу лесно можете и вие да го проверите. Само за декември со декември што ги имаме податоците, лебот зголемен за близу 10%, овошето и зеленчукот за 7%, цената на маслото за 25%, месото за 6%, шеќерот за 9,3%, на струјата за 31,9%, парното зголемена за 14%. И овие дополнително растат. На овие 14, сега ќе ставиме уште 20 и така натаму. Живееме во 4 кризи. Живееме во 4 кризи, каде што подеднакво тешко го споделуваме тоа и јас и вие. И ниту еден од нас не сака тоа да трае. Сите сакаме час поскоро да излезе во таква ситуација. И сите сакаме да обезбедиме нормални услови за живот, за нас и за нашите најблиски. Сега, имаме предлог на закон, кој што, како што кажав, е врз основа на темелен на концептот за минимална плата на ВМРО-ДПМН. Имаме решение кое што утврдивме сите заедно дека не целосно. Значи, велиме, се сложуваме за делот на 18.000 минимална плата. Имаме потреба до согласување со другите ставки. Има определени ризици, има определени недостатоци кои што сите заедно ги констатиравме, вклучително и почитуваната министерка. И каде што рековме дека во определени фази тоа ќе се решава понатаму. Ние искочиме со предлог решение уште веднаш да направиме тоа. Добро, законско, извршно решение, каде што има добри мерки и добри инструменти со кои што ќе може да се обезбеди ефикасно извршување на законот. Каде што освен овие 15.000 граѓани наши кои што се навистина во тешка ситуација, каде што имаат најголема потреба за минималната плата да стигне до 18.000, имаме најголемиот дел од граѓаните во Македонија кај што живеат во лоши услови. И кај нив мораме да мислиме. Дали има начин? Имаме. Дадовме амандман кој што можеше да се спроведи веднаш. Ни посочите на социјалниот диалог. Никој не е против социјалниот диалог, но колективните договори се реалност. И за нив се преговараше, и за нив се трошеше енергија, и за нив се постигна некој, некогаш, некаде постигнале заемно решение. И тие се во сила. Некаде се почитуваат, некаде не се почитуваат. Во нашиот предлог амандман најдовме начин како тоа ефективно да се почитува и да се извршува за доброто на сите граѓани. Во ред, еве нека биде и така. И да се покаже дека со прифаќањето на амандманот ќе имаше некакви импликации кои што не би биле најпозитивни. Нека се преговара понатаму во социјалниот диалог, нека кажат вработените не ни требаат толку високи плати или не знам, можеби сакам уште повеќе. Тоа е нормален процес.
И дај Боже да бидеме веќе следната година овдека да дискутираме за просечна плата од 1000-1200 евра. Јас најсреќен би бил кога пазарот на труд самиот би ги регулирал и минималната и просечната плата и тие да би биле и двете над 1000 евра. Но за тоа ни требаат инвестиции, за тоа ни треба развој, имплементација на нови технологии, инвестирање во човечките капацитети, нивна надградба и конечно систем кој што ќе функционира. Систем во кој што за нашите чекори, за нашите активности ќе сносиме одговорност. А за тоа сме сите овдека заслужени. Затоа не е досна, имаме простори понатаму, ве молам, размислете уште еднаш. 15.000 граѓани ќе им го решиме проблемот, ќе бидат можеби задоволни. Нема да навлегуваме сега внатре и во самата методологија дали е подобро третина просечна плата, третина трошоци, третина GDP или ова секако што е ставено тука, да имаме некој придвижување, но размислете ги овие решенија кои што навистина би можеле да допринесат за сите. На крајот на кришата, зошто да не? Ајде да ги видиме и финансиските импликации на тоа поле. Ние велиме дека пари има. Вие рековте дека пари има. 4 милиарди имаме буџет. Дајде да видиме во овие кризни години каде ми можеле реалокација да направиме на средствата, бидејќи нема ништо поважно од задоволен и мотивиран работник. Лојален граѓанин. Тоа не може да се врати негативно ниту по државата, ниту пак на своите работодавци. А начин има. 160 милиони плюс. Веќе се потрошени за енергетската криза. 1 милиарда потрошиме за здравствената. Имаме пари. Наредната транша за задолжување мислам дека ќе биде околу 250-300. Ајде да ги искористиме тие средства. Ајде да отвориме таа дискусија. Зошто анблок да се отфрли секоја иницијатива на опозицијата? Особено ако имаме добри искуства на ова поле. Ви благодарам.